Промената на статутот на лекарската комора ги скара делегатите. Неколкумина од нив поднесоа тужба против лекарската комора заради, како што велат, нерегуларната промена на статутот. Председателката на Сдруженијето на приватни лекари вели дека иако за промена е потребно да се изјасни мнозинството, од вкупно 67 делегати на собранието, промената е направена со поддршка на само 27 од 40 на присутни делегати. Бараме до Централниот регистар да се стави времена мерка стопирање на целата оваа постапка и да биде ништовен овој статут. Така да на избори на лекарска комора да се оди по статутот на кој што е предходниот, бидејќи прво наместо 4 години мандат се одеше со 5 години мандат, значи во еден нелегитимен состав каде што е поминат рокот, значи на целокупната екипа. Многу на брзина, вели Чолакова Дервишова, се изврши донесување на нови одлуки. Истите смета дека се деградирачки за целата лекарска фела. Најкатастрофалните нешта кои што е со новиот статут донесено е да председатели на било какви здруженија, дали е педиатриско, дали е ортопедско, дали е кардиолошко здружение, независно, било какво здружение, тие председатели им се ограничува секаква активност во новите структури на ЛКМ. Тоа е најголемата небулоза која што може да постои. Потоа имате направен нов статут кој што е желботека на тројца луѓе. Промената на статутот на лекарската комора, според Чолакова Дервишова, наликува на приватизација што ја вршат дел од делегатите за спроведување одлуки по сопствена волја. Со останатите тужители очекува правилна одлука на судот.